И синоќа во Битола имаше протест и контрапротест. Никоњаникот Филип II, поставен во центарот на Битола, не избега на шарената револуција. Демонстрантите античкиот владател го обоија со шарени бои. Во исто време на другата страна од градот кај офицерскиот дом се собраа граѓаните што ја поддржуваат власта во организација на невладиното здружение ГДОМ. Тие бараа одржување на избори на 5 јуни како единствен начин за излез од политичката криза, а денеска пак напладнена Магнолија од ГДОМ поделија боенки каде креативноста на протестантите требало да се изразува, а не врз културното наследство. Символиката е, тие луѓе не пројавуваат креативност. Нема никакви граѓански иницијативи, политички, парламентарни, за менување на политичкиот систем. Ако имат идеи, ако имат некои концепти, нека ги изнесат во јавноста. Ова е само деструктивно однесување и се ова ние на еден подбивен начин му укажуваме, ако имат креативност, нека ја покажат со цртање, со креирање. Уништување на самите себе си. Значи ова е да си го уништиш тоа што ти е најмилото. Значи чим газиш на историјата, газиш и сам на себе. Ова е срамота и праено со наши пари. 2 сам доприносима плаќано во општината работев. И ништо сега ова срамота за ова најпоќе да се отсудат и не смрт младината. Ова е младина, ова е октоподот нека го очисти прво. Пораката на граѓаните денеска беше дека наследството не смее да се уништува, нешто што се изградило со народни пари. Од ГДОМ ни широк сокак продолжија со делење на боенки.